Со тивки и скромни комеморации поради кризата со коронавирусот, Европа го одбележува денот на победата над фашизмот. Пред 75 години стотици граѓани излегоа на улиците за да го прослават крајот на 6-годишната крвава војна, а годинава само европските лидери им се поклонија на хероите и жртвите. Во Русија годинава изостана парадата на Црвениот плоштад. Денот победа над фашизмот беше одбележан со положување цвеќе на гробот на незнајниот војник во близина на Кремљ. Рускиот председател Владимир Путин оттаму порача дека Русија непобедлива и обединета. Во обраќањето до нацијата, Путин го нагласи значењето на овој празник за Русија и побара од своите граѓани секогаш да се сеќаваат на хероите од војната во кој загинаа околу 27 милиони советски државјани. Францускиот председател Емануел Макрон положи венец заедно со своите претходници Никола Саркози и Франсуа Оланд пред триумфалната капија во Париз, а на настанот присуствуваа само 20 луѓе. Кралицата Елизабета II синоќа преку одна предснимена видеопорака и се обрати на нацијата и порача никогаш да не се предава и очајува. Во Германија пак германската канцеларка Ангела Меркел и председателот Франк Валтер Штајнмајер положија венец во Ноје Вахе во Берлин. Европските челници Сасоли, Мишел и фон дер Лајен за 75 годишнината од крајот на Втората светска војна порачаа да не се заборави генерацијата од 50-тите години на минатиот век кои верувале во изградбата на подобра Европа. Ако ги научиме тие лекции, ако останеме обединети во солидарноста и ги зачуваме нашите вредности, тогаш Европа повторно може да излезе од кризата посилна од порано, порачаа тројката европски челници.